навистина ќе внимавам на времето. Факт е дека не е само во една област кај што недостасуваат определен кадар специфичен. И ако веќе го дефинираме, тој се појавува веќе секаде. Пред 3 дена на образложението на зголемувањето на платите во Министерството на финансии беше кажано дека токму од областа на финансиите квалитетни кадри повеќе од 100 на број не избега, нели министер? Значи се појавуваат. Ако прашаме во неколку од реалниот сектор пред, ќе ви кажа дека фалат и водоводжи, грејари, машински техничари, електротехничари и така натаму. Мојата поента во излагањето ни беше дека треба да подобриме состојбата во државата, да си ја развиеме. Тие процеси на кои што треба да се влијаат. И дека ова, доколку направиме импровизација, отстапка на едно место, тоа ќе ни се пресликува понатаму прашање време кој ќе се преслика и во друга, и во трета, и во четврта институција. И кажував за ризиците, зашто јас сум резервиран по однос на некои одредби и жал ми е што повторно не ги слушавме она што конкретно и концизно прашаме, кои се очекувањата директни од системот. Колку ќе ни ја зголеми ефикасноста, колку ќе ни ја зголеми наплатата, колку ќе ни ја намали сивата економија. Ви благодарам.